Малата видливост е најверојатна причина за падот на хеликоптерот во Калифорнија, при што загинаат 9 луѓе. Меѓу нив и американскиот кошаркар Коби Брајант и неговата 13-годишна ќерка. Шерифот од округот Лос Анџелес, Алекс Вилануева, изјави дека имало мала видливост во моментот на падот на хеликоптерот во кој бил и кошаркарската легенда Коби Брајант. Тој пред новинарите рече дека во тој период поради лошите временски услови им било наредено на полициските хеликоптери да не полетуваат. We do know there was an issue of visibility and a low ceiling. The actual conditions at the time of impact, that is still yet to be determined, and we'll have that with the NTSB shortly. Брајант, неговата ќерка и 7 други лица загина кога нивниот хеликоптер од типот Сикорски C-76 удрил во стрмниот зид во густа утринска магла кај Калабасас, на околу 48 километри северозападно од центарот на Лос Анџелес. Многубројни светски звезди и председателот на Соединетите држави Доналд Трамп се прости од легендата на NBA лигата Коби Брајант. Трамп изјави дека веста за загинувањето на Брајант е ужасна, додека многумина звезди пишуваат дека се уште не веруваат оти тој загинал. 41 годишниот Брајант, чиј прекар беше црна мамба, е еден од најдобрите кошаркари на NBA лигата на сите времиња. Целата кариера, 20 сезони, играше за Лос Анџелес Лейкерс и освои 5 шампионски титули, а со репрезентацијата на Соединетите држави 2 олимписки медали. Се повлече во 2016 година, а Лейкерси ги повлекоа адресовите со број 8 и 24 во негова чест.